Фросина и Мирно лето се без сомнение парадигматски филмови за македонската кинематографија. Можеме да ги наречеме и класици на македонската кинематографија, или со други зборови, ако употребам постаринска терминологија, едни од камен темелниците, нели, од основните филмови, основоположниците на македонската кинематографија, заедно со Мистон и Македонска крвава свадба. Се разбира, тоа е така затоа што на почетокот на организираната македонска кинематографија по Втората светска војна, Фросина е првиот игран долгометражен филм снимен во македонска продукција, во продукција на тогаш единствената продуцентска куќа Вардар Филм во 1952 година. Организираната кинематографија во Македонија, во тогашна Социјалистичка република Македонија, почнува во 1947 година со филмовите Жито за народот и Во избори до нови победи. Следуваат уште десетина документарци за да се стигне до реализацијата на овој прв долгометражен игран филм воопшто, нели, во историјата на македонскиот филм. Сценариото за филмот го напишал прозаистот, писателот Владо Малевски. И уште на почетокот се видело дека сценариото е преопширно за да ги опфати сите тие елементи што биле напишани во самото сценарио, затоа што и самиот сценарист Владо Малевски подоцна ќе посведочи дека немал никакво искуство во пишувањето сценарио и дека тоа било за него на некој начин учење на занаетот. За режисер е ангажиран гостинот од Србија, што било честа практика во тогашниот период, нели, во кој тогашните југословенски републики си помагале со ресурси, оттаму овие поразвиените републики имале кадар поупатен во филмската уметност, така да кажеме, и оттаму за режисер е ангажиран Воислав Нановиќ од Србија, но имало и друга причина за неговиот ангажман. Воислав Нановиќ имено има македонско потекло, неговото семејство потекнувало од Дојран, а тој самиот бил роден во Скопје и дел од раното детство поминал во Скопје. Оттаму луѓето одговорни за филмот во Македонија сметале дека тој најдобро ќе одговори на барањата на овој филм. Од друга страна, веќе бил режисер со искуство, значи имал реализирани два долгометражни играни филмови, Бесмртна младост и Волшебниот меч. Овој вториот особено одлично поминал кај тогашната југословенска публика, бидејќи раскажува приказната, нели, за таа митска легендарна приказна за Баш Челик, и Воислав Нановиќ на некој начин бил режисерска звезда во тој период, така можеме да кажеме. Покрај тоа, Воислав Нановиќ непосредно пред снимањето на Фросина бил во Лондон на некоја специализација по режија, која траела повеќе месеци, каде меѓу другите заедно со него специализирал и подоснежниот голем мак на европскиот филм, големиот шведски режисер Ингмар Бергман. Оттаму Нановиќ доаѓа во Македонија, се среќаваат со сценаристот Владо Малевски, заедно со асистент режисерот Трајче Попов работат на доработка на сценариото во манастирот Калишта во Охрид и во 1951 година почнуваат со реализација на оваа филмска приказна, чиј директор на фотографија е исто така доајенот Киро Билбиловски, кој пак бил во дилема дали да замине во Америка да снима репортажа за македонските иселеници или да го реализира првиот филм. Подоцнежните негови зборови се дека останав во Македонија да го снимам првиот македонски филм, но никогаш потоа не стапнав на американско тло. Како и да е, тој прв филм бил реализиран, нели, според со оваа екипа, во, така да речеме, услови кои не одговарале, нели, на некаква посериозна филмска продукција, бидејќи повеќето средства и технички алатки биле позајмени од Белград, но она што го добила филмската екипа сепак не ги исполнувала критериумите и така морале да се снаоѓаат. Особено инвентивен во тоа бил тон снимателот Војне Петковски. А постои уште една анегдота во врска со изборот на главните актери. Луѓето од Македонија на Нановиќ му ја препорачувале во главната роља за ликот на Фросина тогашната театарска звезда Мери Бошкова. Тој се разбира се согласил, но се изненадил кога ја видел Мери Бошкова, бидејќи во тоа време таа била млада глумица, 28 годишна жена, а требало да глуми роља на многу повозрасна жена Фросина, која го губи во војната својот син Единец.
Но Мери Бошкова се разбира одлично одговорила на поставената задача и доследно ја остварила својата улога. Во улогата на незиниот син Климе бил ангажиран на туршчикот тогаш Ацо Јовановски, кој подосна ќе заврши глумачка школа и ќе стане еден од доајените на македонското глумиште, а покрај нив биле тука и ветераните театарски во тоа време Петре Прличко, Илија Джувалековски и останатите. Филмот бил снимен, тоталите биле снимени на Охридското езеро, а бидејќи Македонија до ден денес нема филмско студио, уште помалку имала во тие времења, крупните планови и сценациите го сценирале самото езеро во војниот хангарот на војниот аеродром кај Зајчеврид. Значи работеле во невозможни услови, но сепак успеле да реализираат една доследна приказна, од денешен аспект, кога ќе се погледне малку повеќе мелодраматична, но сепак која одговара на барањата на тоа време. Воислав Нановиќ се обидел да избегне од таа идеолошка матрица на соцреализмот која била доминантна во тој период. Не успел сосема во тоа, но сепак особено е значајна трансформацијата на Мери Бошкова во улогата на Фросина и ги достигнува оние височини на античките драми, можеме да кажеме. Премиерата на филмот се одржала на почетокот на 1953 година во Скопското кино Култура и покрај државниот врв на проекцијата присуствувал и прочуениот, да речеме, монтажер и режисер на немиот филм по потекло од Србија, кој направил извонредна кариера во Соединетите Американски држави, Славко Воркапич, во тоа време професор на Академијата во Лос Анџелес, кој дал позитивни коментари за филмот. И уште нешто би требало да се каже, во тоа време постоела и така наречена идеолошка комисија, значи која ги цензурирала одредени делови на филмот, така што филмот претрпел одредени кратења, заради тоа што комисијата на чело со тогаш мокната политичарка Веселинка Малинска и со публицистот Хаџи Василев Јасмин, Мито Хаџи Василев Јасмин, сметале дека има некои сцени во кои премногу се присни односите меѓу македонското семејство и бугарските окупаторски офицери, од таму некои сцени морале да бидат скратени. Тоа не го направил самиот Нановиќ, кој не присуствувал на кратењето, толку веројатно асистентот на режија Трајче Попов. Вториот филм, Мирно лето, исто така рековме еден од класиците дефинитивно на македонската кинематографија, значајен е по тоа што е прв македонски филм снимен од домашен македонски режисер. Рековме дека до тогаш било практика да се повикуваат поискушни режисери од другите републики. Покрај Воислав Нановиќ во Македонија снимале и Франчес Тиглиц, Жика Митровиќ, Мистон го снимил, Бранко Бауер и така натаму. Прв пат дипломиран театарски режисер Димитри Османли добил можност да снима филм, и тоа филм на современа тема, бидејќи Мирно лето е првата македонска комедија и првиот филм снимен на современа тема. До тогашните играни филмови биле претежно на теми од војната или по војната или Мистон во македонското револуционерно минато, а Мирно лето е првиот македонски филм на современа тема и воедно првата македонска комедија. Сценариото го напишала тогаш прочуената сценаристка од Белград Фрида Филиповиќ. Режисерот Османли работел, се разбира, со неа заедно со драматургот Коле Чашуле на адаптацијата на сценариото. Интересно е дека Мирно лето всушност не бил предвиден да се сними во таа 1961 година, значи пред точно 60 години од денес. Тоа требало да биде солунските атентатори, но заради тоа што Жика Митровиќ не успел да ги оствари подготовките за филмот, на тој начин Мирно лето добил виза за снимање. Снимањето малку се одолговлечило, требало да се снима во Охрид. Приказната на филмот е, верувам, позната на повеќе на љубители на филмот. Се работи за еден брачен пар кој оди во Охрид да се одмори од гужвите што ги доживува во Скопје, но ни таму нема мир. Една извонредно напишана и извонредно реализирана комедија на карактери, пред се комедија на менталитети, комедија на ситуации, во која покрај главната роља што ја толкува гостинот од Србија Слободан Перовиќ, кој го надсинхронизира нашиот актер Драги Костовски, а сите други роли се на актери од Македонија, значи тука покрај
Слободан Перович се Петре Прличко, Илија Милчин неизоставните, потоа Ѓува Лековски, Дарко Дамевски, Цекова, Љупка Џундева и така останатата актерска екипа. Особено добра работа завршил покрај снимателот Љубе Петковски и сценографот Диме Шумка, кој успеал да ги анимира, да ги речеме, оние сцени на Охридското езеро со мрежи, со чунови, карактеристични за Охрид. Постои уште една интересна анегдота од снимањето на Мирно лето, дека бидејќи снимањето доцнело, нели, подготовките почнало во доцната есен, таму негде крајот на септември, но набар го фатило такво страшно невреме во Охрид, што било премногу студено, а требало да се, нели, да се глумат сцени што се случуваат на лето. Било невозможно да се продолжи со снимање во Охрид и оттаму екипата се префрлила во Скопје на сајмиштето, кое веќе денес го нема, нели, во тие хангари, и таму биле повторно реконструирани со помош на овој извонреден сценограф Диме Шумка тие поставки на, нели, на Охридското езеро. Кинотеката на Република Северна Македонија во изминативе неколку години дигитално ги реставрираше овие два класици на македонската кинематографија, Фросина и Мирно лето, кои ќе можете да ги видите на отворено, значи во дворот на кинотеката, во летното кино кое во име на еден од овие филмови е именувано токму Мирно лето.
Ljubo! Ljubo, zastani, Ljubo! Vozi po kraju, ja ću te staviti. Kada je baka Ljubo? Kad mala be. Nešto begaš od mene u posljednju vreme. Ja? Zašto sam bega? С прiko крстата одам на река, инаку би те поправил. Dođi kod do Ćušina, odnesem sama. Znači jutre večer. Момичката да ефтива ли беше? Дарно, че направиш да се сватите. Ще дони се обучи. И ти какво ще вели майка? Детко, капа хладно. На къде бе? На Ноския лов! Я покажа да почва литровата. Ние всяка вечер сме тука, имаме все, що трябва. Покажете! Поведе! Добре. Свободни! Продължавай! Поехали по борту. Ага, пред малко! Помогнете! Само по-бързо да ги пъкнавам! Прехвърлете сега и по-бързо!
Ще може ли да се приберем към някой от нас? Само за малко. Ама, какви луги сте вие, контрабандисти? Не. А лоши луѓе не сме. Само јас ќе останам. А другаров ќе се врати уште ноќес кај нас. Добре, тогава и аз ќе останам. Къде мене ќе дойдеш? Кјата ми е тук, близо. Поче, знаеш. Да. Добро вечер, Мехи. Ти носам гости, майко. Добре ми дојде во куќава, синко. Прощавайте што е без показ. Ништо, ништо. Повели, седни. Прощавайте за малко. Климе, чедо, да донесеме дрва за вечерата. А? Кој е овај, бре, синко? Јас и крста ги спасивме. Пука. Само не ти треба зборење. О, кутри деца! Друга, ќе те помолам за една услуга. Добро, пријателе. Гоце, Гоце. ќе појдеш ли да го несеш писменце во докајчето? Добро. Предај му го на другар и покажи му го на арниот пат. Знаеш, место непознато. Добро. А? Синко, каде по ова невреме? Ти не бери гај. Зорки! Крв! А? Мерање. Се плашиш, мајче? Син, мојата надеж, мојот живот. Само да не ме разделат од него. Други деца немаш ли? Имав, а сега еден у мајка. А мажот? О, живот без бел ден. Ме омажја за човека кого никогаш не сум го видела. 16 години постар. Јане се викаше. Амори, мамо, не е овој што го чекам. Кого, злато? Кого ме го чекаше ти? Не знам, мори, мамо. Не знам кој требаше да биде. Ама овој не. Мајко, многу ли е мачен животот на печалбарска жена? А? Мамо, тежок ли е животот на печалбарска жена? Мамо! Бргу горе! Таткото те вика да переш. Сите бара, бргу! Шо се скиснала, мори? Како божем се голтнала полока или мантуса? Ајде, бргу се! Ајде! Ерко, запей, да те повеселиме малко. Почни. Не помина еден месец. Ја не замина на туѓина. Од песната ме болеше душата. Младата душа што требаше да му ја дадам на Јанета. А ете, ми остана раскината.
Болката не беше од тоа што прерано ми заминува мажот, што нема да го видам со месеци, со години, а може никогаш. Не, од друго. Зошто и мене не ми тежат зборовите од песната? Зошто не можам, како моите другарки, да плачам постопанот? И почна мојот живот на печалбарска жена. Таков ли бил животот? Се сторив мајка. Јане идеше секоја зима и пак се враќаше на пролет. На секоја идења туѓина, заедно со мене го пречекуваше уште по едно дете. А после, едно по друго ми изумре. Василчета го закопав на Дуовден. На неделата по Петровден и момичето. А Димче, кога ми премина, беше тука и Јане. При задното идење на стопанот ми умре и последното дете. Фатија војните, се затворија патиштата, пара од никаде. Работев аркатка, опаднав. На 35 години станав старица. Сама, без машка рака в куќи. Еден ден, како што седев крај огниште, некој тропна на врата. Добре дојде, Јане. Не ти се надео. Прв пат се зарадував на неговото идење. Ке ме одмени, ке ме заштити, зашто аргатлакот ме сосипа. Дојде. Дојде. Јане. Убав ли? Многу убав. Отвај го најду да го купам. Дуќаните празни. Безбеди. Војна е. После Лука што имаше, не беа такви. Па си реков, дури не најдам ништо како за Фатина, те си одам од купиш. Сакате, готино! Сакаме! Како ли се сакаме? Кај си, Мари? Си го разгролни, кај ти потребе? Немој така ме, ето само скуки жене, знаеш šta? Еви. Ама точно за тоа што не си сама, мене ми се чини, а? Ајде, доста, Тартори Мори. Која си малу периш на устата? Росино, добро ти дојде Стопанот. И откако се врати дештерот мојот војникот, и ми ги покламе ушите со команди. Само не знам каде го научија, во српската или во бугарската војска. Росино, светло ти око. Късметлия, бре. Добро дојде. Добре те Ама без добро си одивање сега. Сега мислам да си останам од своето седело. Така ми, како? Значи реши, а? Реши, нема да работам. Ќе барам работа каде и да видим. Велики ќе е порно сега. Ки биде. Толку ми се сака тука да живеам. Но не стана така, како што мислеше Јане.
како што сакав и јас. Работа не најде. Ќе видам, ќе правам, побргу да се вратам. А ти, варди го што го носиш. Кој ќе се родит? Прашај доктори и пиши ми. Што ќе ти рече тие, тоа да чиниш. Не жалај пари. Себе си ќе се продам, пари ќе ти пуштам. Да умрам јас, да умреш и ти, ама тоа да остане живи. Тој замина, а веќе околу Божик, јас лежев леунка. Росино, абе, однашо. Ајде, нека ви е живо. Нека е живо. Машко е или женско? Машко. Тогаш јас, значи, навреме идам. И ја не да знае. Ке се спобудали од радост. А перим бре, Јане. Писмо носиш. Писмо и пари. Ми се чини сега повеќе требаат пари од што писмо, а? И писмото е арна работа, ама и париве пак не се за фрлање. А јас заборави. Да. Тие од мене. А сега тргам село. Недела свадба има. Син жена. Другиот петок се враќа. А вие до тогаш гответе писмо, а јас се намирам. Добро. Пријателе, како ти беше името? Кузман. Пријателе Кузмане, вечерва тука ќе останеш. Треча вечер, ја разбираш? Ке ни бидеш гостин од местото на Јанета. Така, Фросино? Така. Кога го отворих писмото, срцето ми заигра. А кога го прочитав, чинев куќава се урна над мене. Ех, Кутријане. А кој е од двајца? Земи, тебе поарно ти се гледа. Стопанке Фросино, прими поздрав од мене, Стопанот Јане, до тебе, Фросино. Јас сум здрав и жив, кој и тебе ти сакам здравје и живот. Фросино, не се сакалдисувај. Јас заработив и ти праќам по пријателов Кузмана 1000 динари и пак ќе пратам штом заработам пак. Сега нема работа за мајсторлак и сега работам амалска работа. Фросино, варди се за детето и доктори слушај и варди се. Да ми пишеш или машко, или женско. Нам ни треба многу пари за детето, зашто и со Господ напред, од Великден ќе одам со пријателот Кузман во Америка. Таму одат многу уште и таму имало многу работа и јас ќе одам. Сега платив за пашапортите и за 2-3 месеца ќе дојдам и ќе се видиме и детето ќе го видам. Сега немам друго што да ти пишам и оставам на твојот брз одговор. Довидување. Со поздрав и те бацувам тебе и детето ако е родено, а ако не, од кога ќе се роди. Јане. О, уште ми го нема климета. Не плаши се, мајко Фросина. Се уште во него гледаш дете. А тој е маж. И уште каков маж.
Navistina, majko, mnogo li se namači s onega? Koji? Jas? Kako će sam se namačila s onegu? Ali toj mi si znamaću što od malo. I znaš, mnogo mi беше сев да sam po knjigi. I na se da siromaštije go pratit na školu. I posle? Arnoma, jedan den. Što je, Čedo? Što ideš u školu svega? Мистерио, Što? е просба господин Јован да му разкажувам нешто. Климе. И ми рече да земам книга и да читам. Еден од другарите ми подаде, ама не беше моја. Тогаш јас се заборив и му реков машински. Поде ја мојата бе. А тој, господин Јован, како да го продупив со шилово мозок. Nešto go našlo, od korna ti knjeden. To i tebe. Oh, pravina nema vresinko. Lelja mi sega. Ништо, јас ке се главам некаде. Барем да носам нешто во куќава. И така татко не се јавам последниве месеци. Оле, камер! Ора, Иван, не сум те взел да се пуниш на чекали туку да работиш. Ша ми... Ти чербаджија. Ша ми да видам. Сега веднаш. Се? Неле си ти Кузма? Јас сум дете. Од каде ме познаваш? Со години не сум идел во нашиот вилај. Те видов наслика со тате. Јас сум му син. Ти си Климе на Јанета. Да, стрико Кузмани. Носиш здраво живот, татка? Да. Носам. Како да ти кажам, види ва мучето. Јас се видам од Америка. И в село ќе остана. А татко ти... Слушај, ти не си веќе дете. Ќе ти кажам како на маш и сакам машки да се држиш. Татко ти работеше како мајстор и падна од една голема куќа. Таму го закопал. Ша ми видите? Јас останав вдовица. Климе, сирак. А работата ка ефтина не радеше. И тој го зеде патот на татко си. Бог да го прости. Да ми се вардиш, Чедо. Од настинка да ми се вардиш. Ете, пак ти раскопца. Слушај, мајка, немој да бидиш на своја глава. Кога ќе тргне возото да се куртувам од твоето? Ти Фросино како на дете, а тој напечал го оди. Баш не шака. Пусто да остане, бе. Палена среќа наша. Тој ми беше за школа. Учен да ми стане. Приказан. Ама се сака кркало, а? Како што велиш ти, празна вреча просто не стои, а? Доста да са тие твои шеги. Тргнува. Ај со здравје. Со здравје. Останете ми со здравје. Здравје. Ајде, Климе. Велики Господ ке ни наврати среќа. Ке наврати, Да заработиш, да ми се вратиш назад. Ке се врати. Домаќин да станеш. Она што татко ти не можеше. Ајде, Климе. Ке смогнеш ти, Чедора мајка. Ајде, Климе. Мајки. Ајде. Ајде. Со здравје. Со здравје, син. Со здравје. Ајде, со здравје. Добро. Останете со здравје. И дојде овие матни времени. Им влезело шотилокот на големците. Мислиш, умни луѓе, главатари. А ете, разделија својштини, пријатели.
ni donesoja nesreći, a od kljetan nikako glas. Gostin od zadvrata. Ti si braćano Karavić. Proštavaj. Sine, majka. Sine, majka. Vojskата го блокира градот. Така значи. Не бърка кучиня. Я видят участъкът. Ами сега? Ке трябва да ми изведеш надвор от градът. Само без това. Нищо това не. Синко, бре. Еден ми у майка. Штото го замешаш во нашите машки работи. Арно ги познам со качињето. Побрко. Бог ти. Свинете, господин поручик. Свободно. Заповядай. А сега? Имам некои познати во градот, ама... Што правиме сега? Тука да останеш не може. Ти имаш познат некој Чичко Кузман. Тој треба да е добар човек, а? Ами како? Ние сме ти речи си една куќа. Доди ми кај ним. Хајде. Позволете. Мерси. Кај си досега, Боричарко? Место не ме фаќаше. Питат кацара, бе. Срещнах е когато започна блокадата. Шучур веќе што си се нашол крај неа. Заповедајте на едно кафе, господин поручик. Рано е за спиење. С удоволствие, госпожа. С удоволствие. Добър вечер, господин Бакалов. Добър вечер. Добро вечер. Моите почитания. Померете, седнете. Благодаря. Още един бандит ще заловим. Не мири се на Арно.
Не се тревожи, бе, господин Бакалов. Секој ден го слушаме тоа. Секој ден. Не да и се тревожиш. А како да не се тревожиш? Читајте. Цените, определени од дирекциите на храноизноса по кој ќе треба да го откупуваат фабрикантите на аутото од новоосвободените земји се 29 лева. А кој го купуваше на аутото од селаните? Ние, овдешните трговци. И какви цени беа тогаш определени? 35 лева. 6 лева за загуба, значи. Фабрикантите од старите предели, зашто ние немаме фабрики? Фабрикантите од старите предели, а шикере? Спокойствие, бе, господин Бакалов. Спокойствие. А фионот? А тутунот? Не. Ние сме тука сираци. Кому мајка, кому маштеа. Всичко ще бъде. Всичко ще се нареди. Само сърцето на госпожица Люба няма да се смекчи. Ке легнам, нещо ме боли глава. Ако, одмори се, Кирко. И овдешната власт и да трепне. Кметот е барем тукаше. Нигде го нема. Ако бе јасна неговото место... И това ще бъде. Само търпение. Не за друго. Ме боли тоа като стар българин. Опалченец, боец од фронта. Народот треба да се задоволи малу од малу. Инаку, лошо му пишемо. Ще живее България и ще пребъде. В тези български места ще се живее така хубав, свободен живот. Аз мисля, че вашият квартирант трябва в скоро време да ви стане. Обаче, вашата дъщеря... Ти накриви си я капата. И аз сум тук. Ми тая, що те сака, стана малко дива. Знаеш како е? Все во своето време. Гости, соредете това. Онам покрил нищо. А той е твой приятел, тогаш той е и наш. Онам. Оку траго. Зарем не можеш да пратиш Абер, да со кој да дойде? Вака ране човек бива ли пеша дури од град? Таква беше работата, забързано. Да ви сте на приятеле. Кој те рани? Што било тоа распрашување? Кој, како, зашто? Како жените пред порта? На човеков не му јарно, а тој... Калино. Што си ги закопала очите во климета, а не слушаш што ти се зборува. Слушам, дедо. Има време, ке му се нагледаш. Ајде, донеси троа топла вода и од ракијата. Ајде. Ти си некој даскал. Знаеш многу работи. Каже ми Амонака по право, без да го вртиш многу. Што е ова? Што се прави со нас? И овие не се заер, и тие што беа пред нив не чинеа. Како да ти кажам? Самарот ни се менува. Едните викаат, нашиот е порен. Другите не, нашиот. А самарот си е самар. Така е, право вели даскалчево. Самар и ништо повеќе. Дај. Јас сум ти за овие работи, Асли Еким. Во Илинденското го научи. Илиндене? Ами како? 5 рани имам на снагата. А пушката уште ја чувам закопана. Што знам? Може ќе затреба, а? Слушаме, во некои села имало и бунтови. Не се дава. Така, ами како? Аманте, немојте со тие работи, ќе ни изгоре. Море. И ти политика ќе си ми бистрила. Оди прво спреми нешто да каснат луѓево. Така. А сега, ова, ќе ти помине, за 3 дена ќе видиш како врапче на трнче. А сега кажи ми, ако сакаш, кој те удри? А? Овие фашисти, бе. Многу зулум историја, брате. Не им е зарно и шал. А што велиш фашистите?
Ги знам јас нив убаво што турското, кога комитува. Полоши то вие, полоши. Повелете, скасните малко се дал го. Прощавајте сега, така дојде работа. Тие зборови да не сум ги чул друг пат од тебе. Стрино, малку вода ако сакаш. Тоа ти е вистинско македонско чоколадо. Каде нас се пее една песна. А од каде беше ваша милост? Се пее една песна. Освестува пастор. И јас јадов и в село дадов. Поп керка омажи и сина си ожени. И пак ми престане. Та така и со пее. Цел батальон најадов. И пак ќе преостане. Има ли многу такви наши, што велиш, батальони да речам? Немам ситни, господине. Добре де, друг път ще ти дам. Аз съм сиромен човек, имам деца. Стига. Ама, господине. Стига, бе. Накъде, госпожице? Бързам, имам работа. Позволете ми да ви придружа. Мерси. Все пак дойде. Нещо си загрижен. Како и секогаш. Зошто, Любо? Зар не се радуваш што се видов? Не, знам јас. И вчера ти реков. Последниве дни бегаш од мен. Мене ми е тешко тука. Сите околу мене ми пречат. И татко, и мајка, и оној простакот Асен. И јас. Не. Инаку не би ти го зборувала ова. Ти си подруг човек. И баш това одејќи патем си мислев. Нека ова ни биде последна наша средба. Последна? Зар толку надежи? И сега? Ќе заминам некаде. Софија или било каде. Сакам да избегам од овдека. Веќе ми се стемна пред очите. Закарајте това момче в командата. А след това пустете го. Зошто, Любо? Зошто така? Зошто? Од каде да знам? Може би дека пред 2-3 години детински мислев за својата иднина. А сега гледам. Се е изменето. Страшно. Не можем да си го најдам местото. Местото? Јас ке ти го најдам. Завлегов веќе во работите. Познавам еден човек, доктор за душите. Веднаш исцелува. Тивни, не збори глупости. И пази се. Што не е милото, пази се. Од никого не се плаши. Их, само да знаеш. Јас само едно знам. Што побрзо да избегам од тука. Да, разбирам. Значи вистина е што збори светот. Ке се мажеш за поручикот. Ти реков за него. Па да, што е Климе? Климе е партор, рибариште. А Люба? Люба учила школа. Керка на чорбаджи ефтин, најприкажен во место. А оној, бугаринот. Тој е офицер. Навистина туđинец, дошол да не граби. Ама униформа има, чизми е, полети. Доста. Навистина краток им е векот. Ама тоа секој не може да го види. Доста веќе. О, и вие на разсудка, госпожице. Да. Приятно ми е, че се срещнахме. Добре съм дома. Почакайте, чакайте. Какво става, бе, момче?
Če se sretneme nije pak. Dobre. Простак. Majko, sam te guškal li nekoga šovaka? Ne, sinko, ne. Pa sam te bacao lijete vake, na. Ne, srce, ne, ne. Tega te guškam, te bacujem. Što me gledaš? Da ne pobudale? To je skraj daleko od našega kuće. Slušaj, deneska treba da se teje u kuće. U srce, da mi ti pječe do doveka. Ti ništo ne kažuvaš na majka? Da mi spremaš radosnu kućava, ha? So ljubav od Eftima. So ljubav? Ha? Ne. Jaz ne sam za ne mesaka ta. I porno čedo. Kada se čulo i videlo, siromasi so bogati da se okućat. Ete, Kalina od Karavilja, za neja da mi rečeš. Arno de, Arno. Za drugo te bacujem. Hej. Deneska, majko, je velik den. V crkva koga nosiš kovač? I mi sam znaješ, na Sveti Kliment. Taka. A odsega kje nosiš na današnji ovden? Ma gre otke te fati, što tako se podbio s mojata starost? Jaz da se podbijam s tebe. Nikogaš. Počekaj malko, kako da ti objasnim. Da reče me, jaz deneska se rodi. Što? Znači povtorno. Što bi rekao Goce, organizirano. Сега me razbra? Po nešto razbrav. Demek, si se zamešal, a? Sinko, ti si mi umen. Ti ki znaš par novije raboti od mene stara. Ja samo jedno znam. Ti ne možeš da zgrešiš. Ti ni misliš na majka lošo. Da si mi živa. Ama ovaj pat zgreši. Ja zgrešim? Zgreši. Što je ova? Se ostavati ovi raboti takačik. Mi jaz gi skrijek? A jaz gi najdov. Koga imaš nešto da kriješ, kaži na majka. Majka ki znaje parno dubkijeva kućava. Majko. Krste me čeka sačunat. Da gi zemam mrežit. Se zabavi. Bogorodice, majko, se plašam.
Samo se zabavite. Pomislim дека ви се случи нещо. Чекав ме поеќе пазарджи, да задних да се шиеме. Дали знаеш како е? Кога човек ќе се измеша со многу здилови, не му се познава неговиот. Просино, како си? Се крепиш ли со младост, а? Ех, пуста моја младост. Добре ми дојдовте. Добро дојдовме туку. Како ќе си оди, бре? Лесно ќе си одите. Ајде побрзо. Да. Каде ти се ластагарките и сливите? Сега. Мајко, извади ги онија работи, нек ништо ги скри. Чуш. Просино, барди се од овие проклети. Еднаш во годината пукаат и самите. Ех, Кузмане, Кузмане. Гоце, како е Калина? Му помина раката? Арно е. Ке заборавам. Ми даде писмо за тебе. Сврши ја работата со Кузмана и веднаш заедно со нив да дојдеш горе. Внимавај по патот да не ве откријат. Враќање нема. Гоце. Почекајте ми скрај градот. Потака од чешмата. Ке ве втасам. Море за чекање, јас ќе чекам туку. Бугаришта надали ќе чекаат. Ке ве втасам. Ај, Кицо. Ајде, со здравјки. Со здравје, со добро. Здраво. Мајко, јас заминувам по работа. На подолго време. Знаеш, јас гледаш треба да заминам. Поправо треба да заминам. Морам. Ама немој да мислиш ништо страшно. Синко, ти одиш шума. Не ми така нешто шума. Арно велиш. Ти, чедо, си ми умно. Знаеш што правиш. Ама за мене веќе се пропадна. Немој така, Марина. Синко, изгорев да те видам домаќин, да ми заличи куќава. Симбирија ми отидеш животот. Бел ден не видов од кога ти подпорасти. Бел ден. Ох, со тебе си траев гајрет. А еве, умот твој вели подруго. Така треба, мајко. Така. И никако подруго. Не знам како му оди ова. Ама, дека ти право мислиш, тоа го знам. Само гледај, чедо Климе да ми се вратиш. Да не му мислиш многу, мајко. Се ќе биде убаво. А ден, што велиш? Јас ќе ти го донесам, штом се врати. Мајки. Зар може подруго да биде? Ами, како импцома сум те вадела. Ден и ноќ сум се тресила над тебе. Зар може подруго да биде? Довидување. Брзам, не чекај. Ох,
Dar prv od mene mi je da ispraćam od doma luđe. I nikogaš poveć. Ti mene zatuđo li me misliš ili što? Mi nije sme si kako sestri. Ajde, zemi go brašnovo, te znamo ti trgaš. Ne mi treba veto. Se našlo ušte. Klime Bog mi ostavi. Ti ostavi? Šipinki ti ostavi. Veto. Što se ti je zborovi od tebe? Šiti Boga. Mi zarem ne znam kako bi beše. Minali su krsteta moj rabotea. Znam. Seko je mesenje, torba tresenje beše. Preubavo mi beše. I mi ostavi ušte. Ti ništo ne znaješ. Arno što ja ništo ne znam te. Taka neka biti. Veto. Ništo mi veli. Klime Brgu će se vrati. Brgu. Sao neka gi spotera od gančovcive i germančištava. Se plašam da ne iskam tenkava. Jetkajev za svadba, ama ne bilo късмет. A сега je sprostram niz celava kuća. Od Kujnava do Potnata vrata, koja će dojdi klime, poneja da gasi. I znaš što mi reče na razdelbata? Nikogaš poveki nima da se raspeluvame. Nikogaš. Nešto te ne našlo, što tuku me vrtkaš, a mi, ako dojde da reči me utre, Kalino, nema li da dođeš do prijatelja? Ke dojdem kod. Arno ćer. Друже командир, да не го видя некъде татко. Тук е другарка Саните, малко по-горе. Климе, хубава. Хубава. Чудес. Мисля на Калина. Хубава девойка. Хубава. И добър борец. Добър. Što si da ti kažem? Da. Утре во полнок ќе го нападнеме градот. Ќе треба веднаш да заминеш. Крсте ќе те чека со вооружени луѓе. И ќе ја превземеш ти.
командата за напад однатре. Се разбрам? Разбирам. Хајде. Госпожа, в Библията се казва: предавам своя дух в твоите ръце. Аз казвам: предавам своята съдба в вашите ръце. Јас 5 пари не давай. Оди си горе во твоята соба и чекай. Ќе те викнем што ми ја наредиме работата. Мама, позволете ми да нарека с това име. Мама, вие сте най-благородното същество, което съм срещнал в живота си. Јас да те ти реков, и тебе и на мама не седам тука. Убите ме. Ако ти не ме пратиш некаде, јас самата ќе избегам. Ма, има ли во оваа куќа Стопан или не? Јас татко сум или... Не можам. Јас знам. Ти сакаш да се оди убаво, мирно, како некогаш. Ама сега се изменето. Мене ме боли тука, во душава. Што? Оста дрварам ричуму дивен. Се изменило, ме боли душа. Дамла те удрила дабите. Што ти е, мор да не речам? Али не најадена, али не облечена. Си избестала. Мамо. Да ме имаше за мајка. Не ми правеше вакви непогоденија во куќа. Да си се мажиш, да се окуќиш. Дечиња. Не е кој годе? Офицер? И најпосле помисли мало и на татка ти. И работата ќе му тргне поарно. Љубо, ќерко, биди ми ум. Таткото и мајката не му мислат лошо на своето чете. Не можам, тате. Јас сакам да учам. Не сум уште за мажење. Кај се видела момичка да учела во овие војни. Ние главата не си ја знаеме. Ништо не чека утре, задутре, а таа учење. Чека да се сториш како тетка ти цара на 40 години, кога ни ариф метачот нема да те зема. Реков што реков. Аз си позволих. Ајде, Ирлија, Господ среќа да ви наврти. Възможно ли? Значи госпожица Лjuba се съгласи. Се стори. Мало се засрами кога и рековме онака открито. Што ќе правиш? Од ненадев до стана. Седнете. Седнете, Асете. Лjuba, така, се согласи. Само ќе треба да мине мало време. Утре, задутре, прстенот и ништо повеќе. Боже, че съм щастлив. Подир една седмица, ако позволите. Аз заминавам. Знаете, служба и проче. Ще заловим всичките шумкари. Ами ако ти стане нешто зето? Благодаря за последната ви дума. Зет, че хубаво произнасяте. И не дай се тревожи, госпожа. Всичките ще заловим. Всичките. Всичките ще заловим. И аз сакам и се радвам. Ама... Ефти му говореше само. Кој го слуша него старо магаре? Народот треба да се задоволи. Да му се даде барем нешто. Не. Не. Ама ете ти сега на... Аз знае положително, че това е така. Айде бе, хапно, не дай да бълнува сега. Не стига, не стига.
Нищо не видя. Видях, бе, аз го видях. Човек беше. В градината се прехвърли. Боже бе, така ти се каза. Бе, видях го. Видях го и аз. Вие останете тук, а ние да съобщим на поручика се. Господин поручик, брате! Трябваше ли да дойде до тая работа? Казвам, напразно Ти се вече, тревожите. Мажо, не можеш без тия твои политики. Има луѓе по-умни от тебе, тие си знаят работата. Сега да си я гледаме радостта в кучи. Господин поручик, брате! Що може да биде това? Сега! Тука сме! Син, поручик, един човек прехвърли зида. Тук е в тази къща. Къде си е, какво е, не знаем. Ще проверим, айде! Влизай! Климе! Що бараш тук? Оди си! Не барат. Нема вкаде и Що бараш? Оди си! нищо няма да се случи. Тия ке си одат. А и аз. Кой го видя, бе, мискин един? Аз го видях, господин поручик. Ти го видя. Оди си! Затворено е, господин поручик. Мазурка Люба, оставете на тази работа. Извинявайте, Люба. Не видяхте ли някой бандит? Не видях никого. Чухте ли поне крачки в градината? Не чух нищо. Извинявайте с безпокойствието. Калпазани! От собствената си сянка се страхувате. Господин поручик, Свободно! Не, Климе, немoj. Какви работи по нашава куќа домати скръвни. Не дейте се Токму тревожите. на денешниот ден. Моля, остави се, жити Боже. Пак арно мина. Не Ами дейте ако се. беше бил некой одонин. Не дейте се тревожи. Лека нощ. Не дейте се. Лека нощ. Со здраве да Лека се нощ. спиеш. Лата си на моите гърди и пей ми песента за хубава любов. Още го нема командира да дойде. Богородице, майко пречиста, върди ми го. Дай! За хубава любов.
Сите ли сте? Тука си. Чедо! Много бехме загрижени, защото нямаше. Станувайте. Време за чекanje nema. Ќе одем или Климе? Сега. Майко. Ние сега имаме работа. Ќе се видим. Bogorodice, u maj. Krv. Поручик Ацин. Каде Не вам? може вамо да се минеш пара. Врати се назад. Ти си той. Ти си била майко Фроси. Вамо е опасно. Ке те удри некој куш. Ке ме удри. Ме удри уште онаа вечер, кога ми го кравна ти Климета. Майко. Детето ми е рането. Да си го најдам. Да го преврзам. Климе! Нема му! Čedo moje, ličen na majku. Žiku mene, nemoj, nemoj. Majka će mi te gledat. Kako Ipsova će mi te varti. Majka Rotenova. Kako? Našите. Dobro. A, ti? Već ješ namaz. Ličen. Ličen na majka. Majko. Čedo majka. Ništa. Ništa, sine, ništa. Ništa. Ništa ne. Ništa ne. Ne ostavaj, majka! Krive! Krive! Ne ostavaj, majka! Bel den. Otide vo nevrat Beldinu čedo.
Kako u njoj te zakopam. Sama. Ti nisi sama, Majić. Sakaš nešto? Sakam da go pokrijem s utenkava. Za nego biš utkajena. Ubaće mi se vratiš. Majko. Prosti. Teški zborovi ti reka. To što može pljas kleta. I blagodaran, majko. Gospodove, pazi, deca. A koji će go gleda Goceta? Jas, mojte drugarki. Ne, vi jeste mladi. Nemo mu treba majčinska griža.